Грчкиот парламент ги објави имињата на двајца поранешни премиери, меѓу кои и Андони Самарас и 8 екс-министри, вклучувајќи го и гувернерот на Централната банка Јанис Стурнарас и еврокомесарот за миграција Димитрис Аврамополос. Тие, како што јавуваат новинските агенции, биле вмешани во голем фармацевтски скандал. Швајцарскиот фармацевтски гигант Новартис, според истрагата од 2006 до 2015 година, ги подмитувал грчките функционери со цел во грчките болници да биде зголемен бројот на рецепти на негови лекови. Истрага се води и против директорот на огранокот на Новартис во Грција, на кој му е забрането да ја напушти земјата. Ова е голем скандал кој го запрепасти грчкото општество, изјави портпаролот на грчката влада Димитрис Дзанакопулос. Според грчкиот закон, пред подигнување обвинение против политичари, пратениците го разгледуваат таквото обвинување и врз основа на тоа гласаат за укинување на нивниот имунитет. На листата на осомничените, освен Андони Самарас, и шефот на привремената влада во 2012 година, Панајотис Пикраменос. Тие ги отфрлија обвинувањата, а конзервативецот Самарас најави дека ќе го тужи сегашниот премиер Алексис Ципрас, бидејќи сметат дека овој случај бил, како што наведува, безочен, политички мотивиран заговор, а истовремено и најсмешен досега. Во април минатата година, грчкиот парламент со гласање отвори истрага за наводните скандали во здравството. Владеачката левичарска Сириза тврди дека поранешните социјалистички и конзервативни влади со децении во замена за мито им допуштале на медицински компании, меѓу кои и Новартис, да ги држат високи цените на лековите и опремата во болниците. Швајцарската фирма соопшти дека соработува со грчките власти.